Илјадници стари возила се вклучуваат во сообраќајот на главниот град секоја година, додека јавниот превоз во Скопје замира. Тоа води кон целосен колапс на сообраќајниот систем во градот и секојдневна битка за паркинг места. За само 5 години во сообраќајот се вклучени нови 18.844 автомобили. Во 2018 година во Скопје биле регистрирани речиси 150.000 автомобили. Истовремено, јавниот превоз во градот го користат 8 милиони патници помалку. Заради моторизацијата на населението, слободните паркинг места во градот стануваат вистинска реткост. Градските власти немаат направено анализа колку паркинг места недостигаат, но индикативно велат дека на Скопје му фалат над 8.000 места за паркирање. Изградбата на нови паркинзи не го следи трендот на пораст на бројот на возила. Јавното претпријатие Градски паркинг, кое стопанисува на ниво на градот, лани на станарите им издало 500 дозволи за паркирање повеќе, отколку што има паркинг места. Ситуацијата е најзагрижувачка во општина Центар, каде јавното претпријатие ПОЦ поделило 9200 повластени паркинг карти, а располага со 5100 паркинг места. Поради недостигот на паркинг места, зеленилото се уништува од несовесни возачи, а се паркира и на самите улици. Во меѓувреме, пајакот работи непрекинато, а возачите плаќаат казни. Потребно е да се преземат низа на мерки за да се спречи колапс со паркирањето во Скопје. Град Скопје подитно да направи анализа за тоа колкав број на паркинг места му недостигаат на главниот град. Градот да изгради парк енд рајд паркиралишта на периферијата на Скопје. Скопските општини да изработат урбанистички планови во кои ќе се прикаже реалната потреба за паркинг места. При градењето објекти, со закон да се реши дека обезбедените паркинзи во нив се бесплатни и не може да се доплаќаат. Општините да ги анализираат прибраните податоци од зонското паркирање за решавање на недостигот на паркинг места. Изградбата на нови монтажни објекти за паркирање да се насочи кон критичните точки. Со поголеми инвестиции во јавниот превоз, градот Скопје да го намали интересот за користењето автомобили кај жителите.